Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, Лина Чостарова-Унковска, клинички психолог, Центар за психосоцијални и кризни ситуации, односно акции. Вие сте и активистка, освен што сте активистка за човекови права, освен што сте клинички психолог и веќе во вестите најавив. Говориме за траумата, трагедијата од Кочани, имате повеќе децениско искуство, особено со вакви колективни трагедии кои се случуваат, ги имаме многу во Македонија. И сега, како вие се ангажиравте со помош на семејствата, пред се разбира, семејствата, оние кои се уште се повредени, но се ангажиравте и во исцелување, закрепнување на целата заедница, на целото општество. Потоа ќе говориме и за важноста и улогата на медиумите, како тие треба да постапуваат, имате и за тоа говорено и работено на тоа, но прво за семејствата и за оние млади кои преживееа. Доста е комплексна ова и тема и поле на работа. Ние имаме доста долго искуство со кризни интервенции и во заедници, со големи несреќи, како што беа бегалските заедници во далечното минато. Меѓутоа, ова трагедија е надвор од сите наши искуства и покрај долгогодишното искуство и бараше голема подготовка. Се едно што ние, колку сме искусни и колку знаеме да ја разбереме таа заедница, најмногу одиме од тоа да разбереме, да ги разбереме потребите на заедницата и да видиме како да се задоволат тие потреби, па преку нив да се помогнат и поединци, односно мали групи, најоштетените, најранливите, меѓу кои беа и се разбира најранливите родителите со загубените деца. Она што за нас е карактеристично како центар е дека нашите подготовки трајат доста долго, во смисла на следење на потребите на заедницата и откривање на ресурсите на таа заедница, бидејќи нашата уверување и искуство покажува дека само од внатре, со помош и поддршка од надвор се разбира, ама само од внатре таа заедница може да се подигне на едно друго рамниште, односно може да излезе од таа криза. Што значи само од внатре? Тоа значи дека ресурсите на заедницата мора да се пронајдат во најголемата криза. Знаете, во вакви кризи и вакви трагедии се излегува на површината. Се е видливо, сите нелогичности, несовршености, дисфункционалност. Да, како велиме, корупцијата убива. Токму и на тоа мислите, предпоставувам. Мислам на се, што не е соодветно за заштита на заедницата. Да. Значи, коруптивниот дел е многу значаен, меѓутоа и се друго. И сега, за да вие на таква заедница помогнете, вие морате да придете со истиот јазик на отвореност, на транспарентност, веќе не функционира оној јазик што сте го користеле претходно. Да. А зашто е тоа така? Затоа што луѓето се доведени во ситуација да веќе од ништо не се плашат. Значи, губитоците се толку големи да не се плашат за своите животи, не се плашат за своите позиции. Тоа го гледаме ние протестите на родителите, маршевите. Да. Значи, нема што да изгубат. Единствено што се плашате од заборавот. И сега ние тука помагаме дека тој заборав нема да се случи, односно помагаме да ги увериме дека борбата против дали системот, дали луѓето што не ги разбираат, не им даваат шанса да ги слушнат и така натаму. Ние гледаме да бидеме на нивна страна за да тие почувствуваат дека се на безбедно тло, на тло на кое може да се искажат, да го изразат тоа, не само болката, туку и своите потреби да ги регулираат, артикулираат, за да може да излезат не со заборав, туку во име на децата да направат нешто ново, да направат еден исчекор. А што тоа значи? Во заедницата како Кочани тоа значи шанса за нова смисла во животот, за редефинирање на животот, на смислата, во која што сега многу работи може да се сменат на подобро. Ама, треба некој да го поддржи тоа сами и да го препознае. Не може сами, никој не може сам да излезе од тоа. Дури со вас, со вашата поддршка не можете и вие само. Сега ќе кажам, ние најдовме, ние кога влеговме во Кочани, ние прво баравме, комунициравме со луѓе до кои имавме достапност, за да видиме каква е нивната проценка од внатре,
А потоа и баравме ресурсите кои се тие што се појавуваат онака како кокичиња. И тоа беше со Порткочани. Првиот контакт со нив, 3 сата останавме во разговор, во првото доаѓање во. И видовме една надеж. Во која смисла надеж? Не само тоа што они се организираат да тие донации ги направат многу подостапни, побрзи до луѓето на кои им треба, туку оваа транспарентност што зборувам јас, за која што уште немаме слух во системот, ни свест дека таа се појави неопходно. тамо, значи они стана транспарентни. Ниеден денар не влезе преку нивните сметки, туку влезе само за да покажат или да добијат доверба од граѓаните дека работат за заедницата. Значи за нас тоа се страни вредности, не знам како да објаснам. А она што видовме после, како тие помагаат, меѓу другото баш во психосоцијални, ако никој не е таму психолог, сите деца што влегоа како волонтери, тоа се младинци од училиште и така натаму, некои биле на настанот, некои не биле, ама се регрутира сами или се мобилизира, најдоа прибежиште, најдоа уточиште тамо, сите до еден кажа дека тоа им го спасило животот. Значи, имам од прва рака, не е тоа раскажано, туку ние тоа го доживеме. Тоа е смислот практично на нивниот живот сега, да помогнат, да бидат солидарни. Наоѓаат нова смисла и наоѓаат снага преку тоа што гледаат како помагаат, да се извлечат, да не останат дома затворени, да тагуваат сами, да пијат, да не знам, разбирам, да. Тоа е едниот начин. И тоа е нашиот пристап. Значи, бараме се врзавме многу добро со Порткочани, и со градоначалникот кој во тоа време кога влеговме немаше градоначалник, значи во општината немаше глава на и тогаш чекавме да изберат, тој е избран легитимно, независен кандидат, не го фаворизиравме ние, да речеме, затоа што сме, не знам, наклонети на ова или на она. Тој се појави и се покажа дека е доста отворен за соработка во полза на заедницата. Значи сите тие извори, ресурси, што би рекла од натре, кои што ја става заедницата пред себе, пред било какви калкулации, пред било какви потреби да се истакна, да го уновчат тоа што помош и така. Тие имаат веднаш резултат. Значи за нив се врзуваат луѓето и такви честните намери ги препознаваат. Значи тука нема лажирање, не можеш да го поминеш тоа како само автентично можеш да настапиш и да добиш за возврат некаква благодарност. Сега, луѓето што не го познаваат тој јазик и што го тераат стариот наратив на калкулации, на политички надмудрувања и обвинувања. Па и надпревар. Имаме ние и во нашата фела надпревар. Сега кој ќе биде, кој ќе брати поише психолози или кој ќе биде по доминантен. Дали државните или оние од невладините. Ние тука не се надпреваруваме, значи ние мораме како помагачи да бидеме на маргините. Невидливи, ние можеме да станеме и стануваме видливи преку кажан збор. Еден ќе каже на друг, на трет, на четврт, тоа е бавен процес, многу. Ама тој процес единствено дава една сигурност, затоа што и поаѓаме од еден вредносен систем кај што безбедноста на луѓето е на прв план. Значи да се чувствуваат безбедно. Ја мислам дека со оваа несреќа никој во Македонија веќе не се чувствува безбедно. Некако изместени сме сите во тоа. Сега таму безбедноста почита слободата на учество, недискриминација, односно инклузивноста на секој фактор кој што може да придонесе е многу значени. А секој човек е фактор. Тоа сакате да го кажете, да. И сега тоа, Добро, каква е утехата? Каква утеха им пружате ете на тие семејства кои ги загубиле децата? На овие млади луѓе кои преживеале, но траумата останува? Ние имаме контакти со луѓе и тоа исто е фино да се знае дека луѓето кои што ќе одговорат на повикот дека сме тука и дека тие луѓе се најрезилиентни уствари, најотпорни, најздрави во смисла на тоа дека најбрзо ќе си го најдат патот, бидејќи може да се грижа за себе. Имаме една цела група луѓе што одбива помош, затоа што, пак ќе кажам, помошта значи заборав. Односно,
Ако си помогнам себе, ако си помогнам во тоа да помалце ме боли или нели да излекувам, има ризик, многу е тесна граница, има ризик, така мислат луѓето. Да. Има ризик дека можеби ќе ги заборават ќе се излечам, ќе надмина болката. Да. Ние болката одбиваат болката да заврши. Така. Да. Одбиваат дури медикаменти, одбиваат сега како ние доаѓаме да страдаат, да патат. Доаѓаме преку нивните блиски во семејството најчесто или најблиските роднини, кои што гледаат промени кај тие луѓе, бидејќи тие луѓе сакаат да се само организираат во мали групи со слична историја, со деца што загубиле, со родители што загубиле деца, меѓу нив има и деца што се повредени, па дури оди до таму да децата не само што се повредени се врзуваат заедно, туку се врзуваат и потоа каде биле на лекување. Например, не сакаат да се мешаат со другите групи. Толку ми е важна таа посттравматска историја која што ќе ги врзе. Сега, тоа е одлично за почеток и ние ги охрабруваме, ги им објаснуваме на роднините дека многу трпение треба, нетолеранцијата е врзана со страф, дека тие ќе се заглават во некоја состојба на депресија или во состојба на изолација. Тие го посакуваат тоа, предпоставувам, но се обидувате да излезат од тој. Ние им помагаме на роднините, ако не можеме да дојдеме до тие луѓе, ние помагаме на роднините како да се постават према своите блиски, затоа што не ги препознаваат, за да може да им помогнат да излезат. Како? Кој е начинот да се приближат? Многу толеранција, многу поддршка, безусловна поддршка, тие веќе ја даваат, само што некогаш губат трпение, па некогаш се плашат, па исто ги растрашуваме да не се плашат, дека тоа е фаза која што мора да помине, мора да ја имаат, да поминат низ таа фаза сите, што се толку погодени. Не е таа фаза на заздравување врзана за ослободување од болката. Болката ќе се носи цел живот и тоа се два различни процеси. Меѓутоа, заздравувањето значи редефинирање на смислата на животот. Кај сите нив ќе има нов живот. Значи, живот пред и живот после. Која ќе им биде нив смислата? Секој својата смисла ќе најде. Да им помагаат на други млади, на други категории луѓе, заедници. Да бидат похумани, да бидеме подобри луѓе. Една смисла може таа да бидам подобар човек или ова ќе ме направи да станам подобар човек или повеќе свртен кон младите или повеќе свртен кон хуманите вредности, да нешто друго ставам во преден план, значи да си го сменам целиот живот. Ние видовме сведоштва во делегацијата од Гетеборг, тоа беа 7 луѓе кои што дојдоа со слична несреќа. Да, тоа може, ние имаме, се извинам што ве прекинувам, имаме и фотографии од вашиот Facebook профил, токму од тие средби и може да одиме. Да, како они пренесоа порака, затоа што е многу важна таа порака. Имале слична трагедија. Ама било пред 28 години. И тие сите велат, значи животот наш се смени од пред и после таа несреќа, со тоа што никогаш не би се откажале од овој втор живот. Тој доби нова смисла, меѓутоа смисла многу по-хумана, по-висока, по-значајна за нашиот живот како живот. Значи еден живот живееме од она што можеби би го живееле да не беше несреќата. И тоа беше многу силна порака која они ја добиле во менување низ 2-3 децении. Не е тоа порака преку ног што се добива или што се искусува. И тоа е надежта. И надежта е нешто што се гради. Тоа исто е една порака нивна, не е нешто што го добиваме, не знам, како здраво за готово или нешто што само зборуваме дека е надежно. Туку се гради низ процесот на заздравување, затоа што излегуваат нови работи во кои што ние имаме многу значајна улога за подобар свет и за подобра заедница. Тие имаа средба со овие семејства и ги пренесоа тие искуства. Која беше пораката на семејствата? Пораката беше, тоа не беа само семејства, тоа беа и два пожарникари, двајца што ја преживеале, биле момчиња тогаш, и едниот го загубил братот, а другиот загубил 20 добри другари.
пораката е тоа дека овој пат не е лесен, дека има на горни и надолни линии, дека не може да се фати некаква кратенка па побрзо да заврши, дека они дури ова посета во Кочани ја доживуваат како точка за нивното заздравување. После 28 години они се вознемирија многу, значи се потсетиле на собствената болка и трагедија. На болката ги видоа луѓето, ама тоа ги сближи многу. И тоа беше навистина една многу убава гледка на некој начин, иако трогателна, ама имаше во тоа многу вистина и многу автентичност за двете страни и кога се заблагодаруваше нашата страна на нив, нели што дошле, што дојле време и така, они рекоа, не знаеме кој кому треба да се заблагодари. Затоа што нас ваквите средби ни значат баш во таа смисла на каде сме го посветиле својот живот, кон што сме се движеле цело време и сега можеме да дојдеме тука и да се најдеме со луѓето што го поминале истото. Да. Добро, ние немаме, веќе споменавте дека многу млади луѓе сега се волонтери, немаме таква традиција, историја на волонтерство, на заедништво, на солидарност, а тоа е обврска и одговорност на секој од нас, на граѓаните. Заради тоа и кажав кога ве представив дека сте активистка за човекови права. Сега околу тоа, колку е важно да кажете, да бидеме сите вклучени во тој процес. Еве, Кочанската трагедија нека биде, можеби, почетокот за некои луѓе, некои на тоа работат, но многу малку се тие луѓе. Малку се, иако не се малку, само се невидливи и немаат моќ. Значи имаме повеќе младински организации, иницијативи, кои што не добиваат доволно внимание и ниту финансиски средства, ниту поддршка финансиска. Никаква, мислам, многу слаба. Да. И тие млади се некакви сили на партиски, нели, подредени што не им помага да влезат во еден процес на ориентација кон заедницата, затоа што се на некој начин партиски, значи мора да не гледаат напред во заедницата, во еднината, гледаат назад да видат какви се инструкциите, како треба да се постават, како да се... Ама тоа, да речеме, не се мнозинството. Имаме многу невладини организации кои не се поддржани. Генерално, невладиниот сектор е не само под лупа, под маргинализиран, игнориран. Па не, и дури закана се смета дека е закана, иако невладиниот сектор е тој кој што влече напред, кој што дава најбрзо идеи, кој што е најмалку бирократизиран, кој што може најсоодветно и најправовремено да изреагира. Сршта на граѓанското општество, тоа е дефиницијата во политикологијата. И сега, он исто така изнедрува многу млади. Во училиштата, имаме во средни училишта, каде што имаме многу активисти, исто така, не се сите, ама има организации, има структури, законски поставени, кои што овозможуваат да се регрутираат млади волонтери. Немаме политика на волонтерството и на... И дури ја злоупотребуваме некогаш во некои институции. Но ова се добри почетоци, тоа велите. Ова се почетоци добри. Ова се почетоци на кои што треба се потпре сега една. Значи, Кочани е едно мало градче или град кое што може да биде пример и модел за сите понатамошни промени, ако го имаме системот за себе, ако системот влезе во соработка со овие ресурси што ние ги откривме, а не препрека на нивната работа, не представува препрека. Системот неколку пати го спомнавте и кажав дека... Системот го спомнавте, значи системот кој што е нашиот столб на некој начин, за сите промени што сакаме да ги направиме. Но тој систем има име и презиме, веќе кажав, корупцијата, нели, дека убива. И тој систем, политичките елити особено, тие имаат име и презиме како систематски го уништуваат тој систем. Име и презиме имаат, се разбира, меѓутоа, јас повеќе би рекла дека низ годините што сме поминали, го немаат развиено чувството за заедницата и за заедништвото и за извлекување на приоритетните потреби на таа заедница, зад која ќе застанат сите. Значи, тоа го немаме како искуство и сега тоа
може би е тешко да се решава, не знам, треба во еден момент да се реши со користење на сите ресурси на заедницата, да се оди во една иста насока, независно на која страна си. Меѓутоа, Кочани е сега предизвик за сите тоа да го направат. И сега можеме да кажем дека Министерството за здравство, кое што се покажа прилично брзо и ефикасно во распоредување на младите, сигурно со помош и на меѓународната заедница, да ги распореди во 2 дена сите болни по европските болници со кои што спаси животи уствари. Тоа не можеме да го занемариме. Еве во истиот тој систем. Исто така сегашниот министер за здравство и министерството се обидува да ги прв пат слушам јас да ги вклучи и невладиниот сектор и и комората и другите организации кои што може да помогнат и соработува со Кочани да соработува со градоначалникот, значи има една добра намера. Сега ги гледаме тие последниве, не знам, 2-3 недели или отприлика толку, може да би помалку, и да видиме дали тоа може навистина така да функционира, затоа што тоа е единствениот пат, ми се чини, да луѓето таму се доживеат дека се згрижени, дека имаат некој поза себе кој што има не само авторитет, туку и моки и средства и така да одговори на нивните потреби. Да. Околу моќта имате на Facebook статус напишано порака за оние кои, како велите, кои имаат позиција и моќ во вакви околности, можат да ги употребат на 2 начини. Малку е подолго, но е важна оваа порака. Исклучиво преку својата стручност, еве и за тоа говорите Министерството за здравство. Други расположливи ресурси во намалување, другите расположливи се разбира, невладините за кои говорите, и во намалување на последиците од несреќата или со предавање на моќта на оние кои умеат подобро. Трето нема или ќе биде само уште една злоупотреба на моќта. Тоа е вашиот став за Кочани. Сакате да додадете нешто? Или ова е доволно? Да ви кажам, кога имате таква моќна позиција на партиите на власт и на политичките елити, сите други надоле во хиерархијата немаат или не се смелуваат или немаат простор да кажат отворено, да сугерираат отворено идеи, значи нема многу простор. Ова што го кажувам, мислам на тоа дека мене не ми е тешко со министерот за здравство да седнем и да разговараме како треба тоа да изгледа. Се едно што е он многу високо и што сум јас, нели. Меѓутоа, мораме да ги едуцираме. Значи, имам обврска како психолог или како некој што има некакво искуство, имам обврска да го едуцирам тој што е над мене за една конкретна ситуација и да не морам да бидам определена ни партиски, ништо, просто да биде тоа. И не сте. Да биде, да. Но добро, и за медиумите, веќе кажав и е важно оваа порака ваша и за медиумите, за нас, како новинари, да излеземе од кожата, тоа мислите на сепак на медиумите кога говорите, на својата професионална улога, да се претвориме во некој што слуша и го почитува правото на другиот, засегнатиот, повредениот. Да. Па еве ќе дам еден пример. Ние имавме на таа седница во која што беше средбата меѓу 7 гости и имавме модератор, новинар, Ана Зафирова, и моравме да седнеме, ние многу ја ценам и многу баш беше она избрана и од други некои причини да го модерира тоа. Моравме да се договориме како модераторот, например, во таа ситуација, каде што мора се направи спој меѓу луѓето што поминале таква трагедија пред само 3 месеца. Тоа беше многу голема дилема исто дали да ги викнеме, дали е навремено или е многу рано. Да. И овие луѓе кои што и тука не може модератор кој што тоа му е целта, нели, да заокружи прашање, да даде резиме, да заклучи нешто ништо од тоа не смееше да го прави. Значи, отворени прашања, никаква интервенција во одговорите, никакво заокружување, за да не влезе во интерпретација на нивните прашања или барања што и да се, исто од двете страни, и тоа беше така
практично да биде невидлив на некој начин. Така што она се придржуваше до тоа и благодарам многу. Беше тоа навистина неверојатен спој меѓу двете групи, меѓу двата дела од таа средба. Добро, јас кажав дека сте од центарот, тоа е ваш центар за психосоцијална и кризна акција Малинска, имате повеќе децениско искуство, веќе кажав, тоа се колективни трагедии низ кои сме ние, кога велам ние се разбира, мислам граѓаните во оваа држава, целата држава. Од бегалската криза, што се друго? Дури имате работено и за 27 април нападнатите. Да. Што се друго? И кажавте дека ова е различно, Кочани е сосема различно од се друго што сте работеле. Да. Токму заради тоа што затоа што имаме млади луѓе се во прашање, предпоставувам. Сме работеле со бегалски заедници и секаде тоа е карактеристично за нашата работа, сме останале најмалку 3 години во таа заедница. Значи не може тоа да биде 3 месеца или година дена. Секогаш сме останувале во бегалските кампови, 92 беше тоа, останавме до 96 до Дејтонскиот и таму бевме и тоа беше најтешката и прва работа, меѓутоа тогаш имавме обуки од цел свет, цела Европа се сјати во Македонија затоа што имаше прв пат Југославија, нели, на тлото на Европа имаше таква војна крвава. И сите беа од Сребреница, сите тие жени и деца беа од Сребреница и ги изгубија своите блиски момчиња, мислам браќа, сестри и мажи. И деца. Тоа беше еден. Вториот голем проект беше со училиштата од Тетово после конфликтот. И во сите тие средини, се ќе кажам што беше различно, што е различно со Кочани, ние градевме како бастиони на сигурност. Значи, секој школо имаше номинирано од двете етнички заедници кризен тим, и тој кризен тим имаше неколку улоги, 6-7 луѓе, и тие беа секој задолжен за нешто, еден за родители, еден за секој инцидент да може еден за новинари, за медиуми, и тоа беше, функционираше 2-3 години многу добро, и тоа беа одеднаш почна тоа школа да расте, односно почна да произведува деца кои што се осмелуваат да бидат, да учествуваат во истражувања, во проекти, во размена со други училишта, сите 10 училишта беа на посета, ги избратимевме со Источна Македонија училиштата, родителите се сложуваат да дојдат со нас со автобуси во Кочани, Кавадарци. Тоа беше фасцинантен проект од 3-4 години, каде што нас ни покажа дека мораме да изградиме заедница во која што ќе има доверба луѓето едни кон други и во нас, ама и меѓу себе, и дека тука тоа после почна да расте многу добро. Различноста е богатство на оваа земја, тоа да го разберат. Сега во Кочани за нас е огромен предизвик што се работи за отворена заедница. Немаме ни училиште или не знам кај што би можеле тоа да го градиме. Меѓутоа во таа отворена заедница во тој град се препознаваат ресурсите, квалитетот. Значи се препознава и тоа е нешто што од тука тргаме и за тоа се држиме и тоа го поддржува. Нив исто им треба поддршка, значи како што и нам ни треба поддршка, и нив им треба поддршка. На тие што се најистакнати, најмокни да го поведат патот на заздравување. На крај сме ви, јас благодарам што бевте гостинка. Ви благодарам на повикот. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно. Беше убаво многу.